Здраво, дечки! Добродојдовте во моето ново видео. Мала прошетка низ Дино парк во Тетово. Ова е влезот, имаше многу гужва и беше многу жешко. Имаше рибеници, полно со риби. После ресторанот имаше игралиште. После одидовме во мала зоолошка. Имаше разни животни. Овде, како што гледате, имаше можност да се јава мало конче пони. Еден час чинеше 100 дена. Овие се кози од расата бурска коза со кафеава глава и бело тело. Ова е така наречен хусарски мајмун. Има црвено кафеава боја на грбот, белка стомак и интересни мустајки на лицето. Ова се брзи мајмуни од Африка. Тоа е сино-жолта ара, голем, многу интелигентен папагал, препознатлив по синиот грб, жолтиот стомак и силниот цркул. Еве, да видите колку беа преполни рибниците. Мачката изгледа се спрема за ручек. Мало конче. Еве ги пак кончињата, а сега ќе одиме кај Дино парк. Ова е велосираптор. Тирекс бил еден од најголемите копнени месојади на сите времења. Достигнувал должина до 12-13 метри, висина од околу 4 метри во колковите и тежел помеѓу 6 и 9 тони. Криолофосарус, кралот на Антарктикот. Името му значи замрзнат гуште со креста. Неговите фосили се пронајдени на Антарктикот. Диморфодон, летички папагал гуште, живеел во време на диносаурусите, но тој е всушност летички влекач. Птеранодон, џин на небото, нема заби, неговото име значи крило без заби, бидејќи имал само долг остар клун. Ете го и Анкилосаурус. Спиносаурус, најголемиот месојад, бил дури и подолг од Терекс. Туоџиангосаурус, мирен тревојат. Иако изгледа подликаво и опасно, тој јадел само растенија и лисија. Карнотарус, диносаурусот со рогови. Неговото име значи бик што јаде месо, затоа што имал два висински коскедни рогови над очите исто како бик. Парасауролофус, динотруба, имал долга шуплива коска на главата низ која дувал како труба за да испушта силни звуци. Пачи клун, устата му била широка и рамна. Има илјадници заби. На овој дел имаше уште едно игралиште. Еве ги татко ми и сестра ми. Диметродон не е диносаурус. Живеел многу пред нив и е поблизок роднина на цицачите отколку на гуштерите. Dilophosaurus
Во филмовите е прикажан со кожна лепеза и дека плука отров, но вистинскиот немал такви моќи. Трицератопс, Динотенг, изгледа моќно и тешко како тенг, но бил мирен, тревојат и јаде само растенија. Тука е уште еден тирекс. Сега влегуваме во малата зоолошка градина. Тука ги пуштаат децата да ги држаат малите јадења и зачиња. Двогрба камила. Алпака, роднина на камилата. На крајот имаше и ној. Остана каубојското село, каде што имаше апарати со играчки и нормално по 3 обиди. Не фатив ниту една играчка. Ручавме и дојде време да си одиме за дома. Се надевам дека ви се допадна видеото. Па кликнете лайк и subscribe.